Утре во Штип ќе биде одбележан денот на независноста, 75 години од крајот на граѓанската војна во Грција и шестата поред средба на децата бегалци од Егејска Македонија. Според организаторите, манифестацијата има огромно историско и културно значење. Сдруженијето Мирка Гиново Штип заедно во соработка со Сојузот на Сдруженијата на македонците од Егејска Македонија Македон, овој пат и со општината Штип и Друштвото за планинарски спортови Лисец организираме среда по повод 8 септември, празник денот на независноста. Воедно го чествуваме и потсетуваме за 75 години од екзодусот на македонците од Егејска Македонија и ова година се одржува и шестата средба на децата бегалци. Тоа ќе се одржи утре во кругот во дворот на црквата Свети Константин и Елена во населбата Балканска со почеток во 10:30 часот. На средбата поканети се и се очекува присуство на познати личности од државата, но и надвор од неа. Сакам да најавам ексклузивно дека имаме гости од Албанија, Грција и Бугарија, но овој пат ќе имаме и лични сведоштва од неколку деца бегалци, всушност се сега тие возрастни лица. Тоа е Ивана Цветковиќ од Србија, кој има така интересно едно патешествие, каде се раѓала, како била, таа утре ќе ни каже, и Ристо Таков, кој е еден од основачите, основоположниците на македонското борење, кој всушност сега живее во Канада, порано работа отворил во Штип, така да и него го очекуваме да даде свој прилог во однос на она што и како тој го поминал патот и што се случувало. Од организацијата велат дека се е подготвено и подсетуваат дека на утрешната средба добре дојдени се сите. Јас би ги замолил од граѓаните на Штип, ова е многу голем празник, еден од најголемите празници. Ние се одлучиме како здружение да го чествуваме и го почитуваме и сметаме дека треба да му се оддаде почит. Единствен начин да се одбраниме и да покажеме дека сме единствени, дека си ја сакаме државата е утре да се собереме, да му дадеме почит на оние што го правеле до сега, меѓутоа да се собереме и можност да се дружиме и да се расположиме. Така да јас им ветувам една добра и многу убава забава.